Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1 FM. Ово утро заедно со мене копилот на оваа емисија е колегата Столе Наумов. Добро утро, Столе. Добро утро. Како си? Добро, ти како си? Им досадија бевме во саботата, сега пак. За сабота ја кај мене, у понеделник ти кај ја кај тебе, ти кај мене, до Војводо Сердаре. Иди ми дојде. Како е? Ово утро, Столе, да го представиме нашиот гост, ти да го представиш, подобро го познаваш. Не мислам дека ти те. На помладите останува светот. На помладите останува светот. Сепак ти представи. Јас ке поштам Дејан Кошетеки. Генерален директор. Генерален, тоа на социјалистички ми. Уште така стои во на македонски генерален директор или директор само. На македонски железници транспорт. Јако ти е прекомунистички Општ директор. CEO. Да. И таму е генерал менеджер, така. Да, генерал менеджер. Директор генерал или генерал директор. Знаеш како е, сега ќе ти кажам. Во Англија, на британскиот остров го викаат генерал менеджер. Или генерал директор. А во Америка е Chief Executive Officer, односно CEO. Значи, социјалистите и капиталистите биле добро синхронизирани. Да, бре, истим се појдовни точки. Исти се, да. Иначе ради. Битни се овластувања на крајот од ден. Не, најбитно да разбереш дали знаеш или не знаеш да се бавиш со нешто. Кој штеш тоа да го разјасниме, кои се институции постојат во државата поврзани со железници? Институции кој поглед? Као правни субјекти. Значи имаме инфраструктура, имаме транспорт, имаме агенција за железници, што се друго имаме. Годинава се навршува тачно 20 години од усвојување на закон за трансформација на ЈП Македонски железници и потоа усвојување на закон за трансформација се усвои новиот закон за железници. Со закон за трансформација се подели ЈП Македонски железници на два субјекта. Јавно предпријатие железничка инфраструктура и акционерско друштво Железници транспорт. Агенција за железници уште тогаш е дефинирана као регулаторно тело и управа за сигурност и безбедност во железничка сообраќај која е во состав на Министерството за транспорт. Значи 10 воза, толку многу институции. 10 воза у кој смисол? Колку возови имаме во моментот? Кои возат? Да, кои поминуваат? Па еве сега во моментот се 10 од Сабајлето. Сепак тоа е за 1000% изголемување од претходно, која беа 0. Да, не брзо. Не беа баш 0, али беа веќе пред многу се ближа на ке 0. Меѓутоа, изминативе 4 месеци ние ја направивме преломната точка некаде крај на септември и сега веќе си го фати својот пат на кај 0. Мислам 0 во смисол во економскиот дел, не во оперативниот. Оперативниот не сме под просек 10 воза дневно. Јас живеам покрај пруга и морам да кажам дека претходно понекогаш се случуваше ни еднаш да не помине воз, а сега ни поминува 2 пати дневно најмалку. Па веќе неколку години заборавија старите железничари да доаѓаат до вкрстување на по 3 воза. И на добра патека сме до почеток на лето оптимисти сме, мада јас сум и оптимално размислување, не баш оптимистичко, него баш оптимално, дека колегата Синиш Ивановски со своите екипи на инфраструктура ќе ни ја постигнат пругата, посебно делот на помеѓу Зелениково, Кадина река, тоа е на Кевелес, и погресно кај Миладиновци, тоа е најкритичниот дел, за да зголемиме брзината на возовите, и тогаш ќе се осети вистински што умеѓу време успеавме со моите колеги да направиме. Значи, побарувачката и тоа што доаѓа у наредните години во делот на железничкиот транспорт е Добро, како стигнавме до ова ниво? Сега, вие
Не, сте да нов. подсетам само, кога се споменуваше порано железница, секојаш прво се зборуваше за долгови големи, за Загуба. донации, загуби од државата и за плати кои што не се исплаќаат. За штрајкови. Че зборувам за изминатите 20 на години. Еве, ние, нас, радиото ни е наспроти еден од објектите на македонски железници. Ние во изминатите години преку 50 пати сме виделе тука работниците да штрајкуваат. И тоа дури жално, во даден период, медиумите дури престанаа да пренесуваат, за тоа, знаеш, ко железници штрајкуваат. И тоа на многумина им возможи да ја го забрзат падот на железниците транспорт. Од X причини, субјективни и објективни. Од таа ситуација во која се наоѓаме, колкави се шансите дека во наредниот период ние ќе видиме функционален железнички сообраќај? Што мислам за функционален железнички сообраќај? Мислам за 2 часа да седнете во Скопје и да стигнете до Битола. Мислите за патничкиот сообраќај, железнички. Ја мислам, па добро, Патничкиот железнички сообраќај зависи и од квалитетот на пругата, бидејќи не е само кај нас ситуација. Пример, во Србија ќе се фокусираат, исто како ние, нашата инфраструктура ќе се фокусира на дел Миладиновци Велес, тој е најкритичниот дел. Они ќе се фокусираат на делот на Београд-Ниш. Не зборам за брза пруга. Зборам за постоечката нивна железничка инфраструктура од Белград до Ниш. Посолидна е, меѓутоа не со таа брзина, затоа што има доста за реконструкција, за екнување и те ствари. Од Ниш до Табановце е релативно задоволително, со тоа што они веќе задните години го има еден проблем кај тој фамозниот железнички мост кај Брестовац, меѓутоа баш од пред 2 дена добите информација дека и тој ќе биде саниран и решен до почеток. Добро, но и за внатре патнички сообраќај сега. Знаете како, од Скопје до Битола, според мене би требало со воз за 2-2,5 сати да се стига, не за 5, за 7, за 10. Не е тоа проблем. Не е до транспортниот дел. Најклучен момент е железницата е генерално да се изразам скап спорт за секоја држава. Но важно е спорт. Не, нема тука важно. Значи, не може без железница. Дури во Африка и во пустиња, баш што гледав снимците кинезите, значи во Африка, како се вика, во песочни предели ја градат железница. Значи, железница на секоја држава, после на транспортниот дел, е стратешки. Не само од комерцијален, не од комерцијален аспект, него едноставно и од државен интерес. Значи, ви имате државни превози. Генерално, и сега преска ме подсети Столе кога спомна за институции. Значи, зашто е железницата е специфична? Значи, железница не ја офаќа само закон за железници и оно што следи у тој пакет. Тоа мал број луѓе вошто го перципира дека и законот за одбрана е во својот дел ја покрива железницата. Да, имаше еден момент што порано сум го гледал и во серии, сум го читал во книги и во филмови, како порано, кога немало сателити, кога немало телефони, кога немало... Си свирам само Доброви еспрес. Да. Кога немало други начини на разузнавање, знаеш како утврдувале дека некој се подготвува за војна. Почнувале да ги чистат железниците, да ги обезбедуваат и да ги средуваат болниците, да ги мобилизираат. Тоа било сигнал дека некоја нешто се спрема. Се подготвува за војна, дека ќе има нешто во многу скоро време. Железницата, болниците. Добро, значи, пред вас е голема мисија, важен дел од транспортот се железниците, оставени се на заборав. Последната инвестиција, го не се лажам, со оние кинески возови. Која година беше тоа? 14-та, 15-та? Не, тогаш започна таа проектна активност, меѓутоа 17-та. Имаше кинески и испанци. Не, 17-18-та, тоа се 4 електролокомотиви.
4 дизелмоторни гарнитури и 2 електромоторни гарнитури у патичкиот дел. Тие се за патнички сообраќај. Да, а ова се 4 електролокомотиви за товарниот. И како се еве, например, тие дали се во добро возна стање у моментов, затоа што едно време не беа. Ние ги затекнавме без паркирани и чека промена на тркала. Да прочитаме. Изгубивме тука малце време на 2 месеци. Првата беше пуштена некаде октомври месец. Не верува дека втората ќе стигнеме до пред Нова година, меѓутоа на ден после Свети Никола пуштиме втората, третата ќе биде негде за унаредните 5-6 дена. Еве нека биде недела дена и четвртата се на февруари. Инаку се работи за веома мокни локомотиви. Знаете како, да че сите ги викаме кинески, бидејќи од CRRC кинески. Меѓутоа всушност се што би рекле од тиквешијата европска направија. Значи тоа е, да не кажам, чиста копија на Siemensов Vectron. И со C-марка. Сум се возил 2 пати во тие, еднаш кога ги донесоа, снимавме до Велес една рута, бе навистина задоволителна, а последен пат се сликав, се возев нели во него минатата недела, кога не покани од Министерството за транспорт и врски ново отварање на Белјаковци. На Куманово Белјаковци. Сега морам да ви дадам една моја. Пред тоа не си се возил воз. Во Македонија не. Во Англија си имам километри и километри возено. Ни в Германија си имам возено километри. Ќе опрашаме гледам тука кој линии. Во Македонија, па не, многу беше интересно. Ја ги прашував и политичарите кои беа на таа рута Куманово Белјаковце, најголем дел од нив и тие за прв пат во Македонија се возеа во воз. И беше многу интересно. За старите стои возено. Мислам, како да ви. Поради запоставеноста на железница. А кој знае дали Мицкоски си има возено? Па не верувам, зошто кај би се возел на Скопје? До Битола ќе стигне со автомобил. Но она што морам да ви кажам дека забележав многу интересни работи. Прво разговарав со железничарот кој ми рече дека може да оди тој воз до 130-140 км на час, но вели се уште не е технички пуштена и ние законски вели мораме максимум да возиме толку колку што е 50-60, сега не знам како беше. Пругата беше одлична и видовме 2 така прилично убави станици, пристојно направени. Едната во Ново Куманово, другото во селото Белјаковце, дури имаше и Шупли камен. И Шупли камен, да. Имаше дури поставено и патеки за слепи. Не, се е направено. Монитори, така натаму, онака професионално направено. И сега јас се прашувам дали е економски логично во Белјаковце да направите таква убава станица, а таму има 8 куки се на се. Ма и зашто го гледате само Белјаковце? Значи, Белјаковце е во моментов крајната точка на секција 1. По тоа продолжува тоа. Која турската компанија која добила за секција 2, која ќе ја заврши и ќе направиме пуштање на секција 2 до Крива Паланка, тоаш Белјаковце нема да го спомне. Белјаковце ќе биде само стајалиште, значи успута станица. Не е крајна точка. Значи тоа е пругата која треба да не врзе со Бугарија. Како не? Тоа е една работа. Второ, кога ама добро, ние сме така сега и социјалните мрежи кој да се кастомизирани за нашиот менталитет, да многу ти е лесно се и се што слушаш преку социјални, сите се експерти, сите за се прават уствари, али онда 5-6 години кога ќе, што би рекле по денешно, да претражиш преку пребарувач у заневе 6-7 години, колку пати се спомнува железница, е катастрофално. Воопшто. Да, веќе е изгубено и култура, јас не знам од... А железницата има една специфика, посебно за патички, пошто гледам Лјупчо да му влече на кај патички гледам. Видете, многу е, има една незгодна работа. Специфичен, пардон. Кога се работи за товарен сообраќај, имаш или немаш побарувачка, комитенти и клиенти да возиш. Товарниот го тргаме на страна. Меѓутоа патичкиот е место 2 ошици. Во колку државата го запостави патичкиот сообраќај и многу брзо онда во менталната, во психолошка перцепција на граѓаните
автоматски ти се прилагодуваш тогаш ако требаш да патуваш, рецимо што ја знам, Штип, Скопје или Верско. Ти готово. Значи немаш воз, да гледаш дали со собствено возило, со автобус и те ствари. И тоа полека се бриш. За да вратиш назад, повторно во психологија, дека железничкиот транспорт, патничкиот ти е на располагање, не е така преку ноќ. И сега што се деси, ја затоа пред пар месеци во интервју го кажав, значи тоа Соко возот на Белград Нови Сад го покажа. Значи они направија за година и нешто на 2,5 милиона патници. И сега што се случува од овој аспект? Да, максимално рентабилно, се тоа уре. За 35 минути ти си Белград. Меѓутоа, психолошки ги повлече луѓето се враќаат во психологија за транспорт железнички. И автоматски се зголеми бројот на патниците по останатите делови унутар на Србија, каде што немаш брз воз. Ама за пруга. Да ме разбирате? Тоа е многу важно за растаретување на градовите. Еве сега ќе кажам, да речеме, ќе ги спомнеме во цела западна Европа градовите. Имате вие ситуација да луѓе кои живеат, не знам, на 100-200 километра, работат во главниот град. Живее во Есекс, работи во Лондон. Ама што го имаме прави? Велес. Велес. Го имаме Велес. И што прави? Оди он, ја паркира колата на убав паркинг покрај железничката, се качува во воз и за 35 минути е на работа. Знаете, ние кај нас го немаме тоа, немаме линии цело време. Не сме, тоа е суштината зашто треба за Скопје да се растовари, да можам јас со фамилијата да живеам во, не знам, во Катланово, во Велес или било каде, и да можам да доаѓам на работа до Радиово за половина час со воз. Видите, затоа премалку ви го спомнав она од психолошки аспект. Значи тоа не се брзи процеси од тој аспект, било каде. Не се толку брзи, меѓутоа, еве за ваша информација, железници транспорт, но изминатови 6 месеци покрај останатите работи што ги терamo паралелно и покрај тоа што и на патничка сме максимум фокусирани, паралелно и на тој аспект почнаме затоа сме толку присутни сега и побарување да бидеме присутни во и медиумски да се врати слично. малку. Тоа се покаже интерес. и со ова скоро ја исто ја не можам да не ја споменам, новогодишната представа за најмалите во пред Нова година. Дедо Мраз доаѓа со воз, која предизвика огромен интерес. Требаше до 26 се Добро, треба и училиште тука. Музеј на железница, за која мојот драг пријател Столе го прашува скоро дали знаеш кај е музеот на железница. Каде се наоѓа, еве да го промовираме? Тука е железничка, знаеш, ја не знаев. Знаете кај е пошта на железничка? Да. Е па помеѓу пошта и булеварот. Има што да се види таму. Колку Не, јас имам онлайн гледано некои поставки, навистина многу интересно делува. Столе, може да отидеме некој заедно јас и ти? Сега гледате, а преска збориме како се врати психологија на луѓето за патнички сообраќај и за железница. 99% воопшто немат представа дека постои музеј за железница во центар на Скопје. 100% деца се немаат на возено железницата која е 170, која сме 25-та, значи 170, колку му доаѓа, 175-177 години. Ете, тоа е. Кои линии се функционални сега? Штип, Скопје Битола, знам дека ќе ургираш за Скопје Штип, ама таму ќе мора да се причека. За жал таа е одамна заборавена, таа прво треба да се чисти. На огромните делници е зарасната во трева. Скопје Кичево е далеко поспребна, меѓутоа не е така лесно одма да се пушти. Прво и возниот парк. Значи возниот парк. Од проста причина што ние затекнаме на таква девастирана состојба на возниот парк да веќе мене ми е дегутантно да тоа да го повторам и Па и ќе биде дегутантно, затоа што ако само зборите, нема кривични пријави, ќе биде дегутантно, ќе биде па само и тоа е интересантно. политички наратив, и тука е Маце железница има, ја скоро во на Кослација и со
одредени кругови го спомнав. Вика за кривични пријави. На кого? На поединец? Значи, ова беше процес, посебно процес узанеме 7 години. Ова е колективно. Значи, ако се реши да се види кој се видове, многу едноставно. Од последен генерален директор, генерален директор, управен одбор, надзорен одбор, министар за транспорт, вице-премиер за економски прашања, вратите назад у 5 години, викнете сите на разговор, кој колку бил до 10 и некој после застарува, да. Но, еве, имаше една идеја предходно, рекоа предходниот министер за транспорт и врски, Бочварски беше така? Да. Имаше една изјава, знаете, железничкиот сообраќај е неисплатлив, државата не може да Во ноември го изјави да тоа. го води, Наслов на интервјуто, за да го оправда. дека треба да се приватизира. Измената на закон на 7 јули беше подпишана од тогашен премиер. Да, во членот, кај што се стои кога да започне либерализација, беше изваден делот по влезу во Европска унија. И тоа е за да си го оправда тој потек, наслов беше вака: мржа транспорт не си ја брка работата. И затоа ни се потребни приватни оператори за да добиеме европска железница. Тоа беше наслов. Тоа законот го возможува. Да, либерализација. Не. Тоа како почнете, може апропо на изјавата и настава на тогашниот министр. Што значи оператори? Значи да може да организира сообраќај и приватна дословно фирма. може да влезе со своите локомотиви, со свој Да транспорт. донесе своји локомотиви. Апсолутно. Према тој за они да не се направи измената назад, да се врати ставот дека Македонија ќе се либерализира по влез на Европска унија, ќе се издаде лиценца на привати, ќе дојде на Табановце транспортот, така, без оглед, контейнерски товарен, влегува на Табановце, се регистрира, пролетува из Македонија, Гевгелија пролетува, и тука само инфраструктура можеше да наплатува пристап на користење на пругата, толку. Железници транспорт можеше компletно клуч на И практично сака да го приватизираат железничкиот сообраќај. И тоа да го решите. Тоа е еден модел за да се приватизира, но у тој момент не знам што би приватизирале. Затоа што беше девастиран возен парк, комплетно во сите и економски делови беше донесено до класично, да не кажам, през затварање, нема што да приватизираш. Што ќе приватизираш? Овој доаѓа со сите лиценци кои ги има, например, ако вози од Полска, Словачка, он има лиценци обезбедено како оператор во сите територии. Го закачува транспортот и он само се регистрира на железничките линии дека веќе влегува на железничка. Тоа е слично како у телекомуникации. Да ме разберете. Значи, вие кога доаѓате, например, во Грција, Србија, се закачувате на вие се закачувате на локален оператор. Да. Тој ти ја пресметува тарифата и ти го праќа на твојот домицилен оператор. А ти немаш проблем, ти возиш. Тоа е исто. Ова ќе си дојдеше на Бановци, додека дојде од Гевгелија, нашата инфраструктура само ќе го пресметаше пристапна мрежа и толку. Каде тука железници? Ресорниот министер Александар Николовски покажува тенденции дека сака во Македонија да профункционира железничкиот сообраќај. Сме го гледале и во интервју, дека и во Скопје ќе се прави наместо и во интервјуа. Не, па мислам дека во Скопје би требало и тоа да се отвори за некое време. Го спомнат во неколку интервјуа тоа, најави дека железничкиот сообраќај може да биде функционална замена. Каква е соработката со министерството? Имате ли, затоа што вие сепак без тоа министерство вие не може да функционирате, оставени сами на себе? Значи вака. Значи повикот за да се вратам на политичката сцена пред се, меѓутоа и да се вратам конкретно во вклучување на следување на нештата, дојде од вице-премиерот Стојковиќ. И тоа беше пред избори и после избори од вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Едното од моите условно речено барања беше да линијата ми биде 24/7 на 5 минути. Во случај на одредени консултации.
Со министр за транспорт Александар Николовски не е 5 минути, значи максимум е 3 минути, то во колку во моментот е во на одредено, да знам дали на седница на влада или е одредено има билатерална среба. Значи 24/7 е комплетна наша комуникација, координација, брзо реагираме, брзо се консултираме, така да Брзо решавате проблеми заедно. Може некој да даде друг коментар, а ја ви го давам унето. Временска. Или што директно во реал тайм. Тоа е една работа. Второ, министр за транспорт Александар Николовски, во дел за железницата зборам, во ниедна своја изјава, како сакате, политичка, од аспект на политичар, од аспект на вице-премиер или министр за транспорт, ја нема дадено паушал. Дали ме разбирате? Па не би рекле така опозиција. Во врска со Бугарија, ескалацијата што ја направи на почетокот, особено многу брзо. Зборам за железницата. За коридорот кон Бугарија. Што па тоа на крај излезе по него се коригираше трасата. Значи Да, се коригираше трасата, излезе право дека не можеше уопште министр Николовски немаше да дава. На крај излезе во право за таа работа. Бидејќи да не беше во право, немаше да ја коригира трасата. Колегите од Бугарија може да го дадат предлог, рецимо нацрт на договорот уште пред пола година. Меѓутоа не се... Ова Бугарија нуди, на ова реферирате, и нуди договор на Македонија за граничниот железнички тунел, за тоа. Тоа е последна информација што е стигната во врска со тој коридор. Меѓутоа што би рекле македонски не се, битно ете и тоа, тој дел се одглави, Македонија, Бугарија заедно во тој дел ке пристапа кон решавање околу тунелот, околу финансирање ствари. Иначе првиот меморандум за заеднички настап помеѓу Македонија и Бугарија за источната пруга и бркање и гледање за обезбедување на финансиската конструкција е 15 февруар 2005 година. Значи за некој пола месец ќе се навршат 20 години од првиот меморандум помеѓу Македонија и Бугарија, потпишан во Скопје, а после 7 дена организирана работна седба во Благоевград. Проектот е направен во времето уште на Никола Кјусев, премиерот Никола Кјусев, за коридорот. Да. Тоа е старо. Го знаеш и тоа, Злате? За Бугарија. Тој проект од кога датира? Од времето на Кјусев. Не, па тој, нели, јас за таа пруга кон Бугарија нема ден да нема година нешто да не... Меѓутоа, немојте... По едно метро да градеа до сега ќе бев... Немојте да изумите една работа. Прво тоа се скапи државни инфраструктурни проекти и во периодот од 98 тогашната влада на Љупчо Георгиевски, да, во буџетската програма имаше во делот на државното финансирање во делот на таа инфраструктура. Тоа е една работа. Тогаш не бевме ни кандидатски статус. Тогаш беа сосема некои други економско-финансиски состојби. Не беше така лесно за затвор финансиска конституција. Меѓутоа не се. Меѓутоа немојте да заборавите дека од крајот на 98 веќе до 2002 пардон, е 0 денари. Меѓутоа добивте причини. Немојте да заборавите НАТО агресија на Србија завршува, потоа доаѓа до конфликтот у Македонија. Да би користил покоректен НАТО бомбардирање. И конфликтот у Македонија немојте да заборавите. Еве сега имаме коментари од слушателите, ќе ги прочитаме, може би се непријатни. Вели вака: директор на железница која ја нема, оплячкана, украдена, исто како чувар на плажа во зимско време. Имаше филмере. Се чувствувате ли така? Знаете, ние се шегувавме како деца, вели тој е директор на изгорената банка. Вие кога сте дошле, не еден воз не возел, така? Да. Па добро, затоа предла кораш спонов и ама и знаете како ја и кај совработените не им замерам одредено кога поспоро функционира, треба се навикнати се на некои стари работи, бидејќи никој или некои постапки или пристап, меѓутоа цело време мораш да пресметуваш дека веќе со години никој не ни работел со нив. Тоа е исто со железницата.
кога во 5 години смениле 7 генерални директори, да не можеше еден генерален да си го начека, значи го поднесува бизнис план и го начекува после година дена резултатите на наредниот и да види што сработил го даде. Значи 5 години 7 генерални директори и од година во година се по-некомпетентни. И така се создава таква слика. Бидејќи често имам обичај да спомнам изминативе денови. Ние имаме главната приходна страна на железници транспорт е транзитниот. Значи Табан се Гевгелија. Тоа е цирка скоро 220 км. И нашите домашни главни комитенти Макстил, Макпетрол, ИГ, ЕЛЕМ. Меѓутоа да се задржиме на коридор. Да се задржиме на коридор 10. Секаде е товарен профитабилен и глед чудо, само Македонија 220 км не било профитабилно. И тоа во една линија. Значи земаш, однесеш за пар сати товар, ја менуваш, го откачуваш возот, локомотивата, го презема друг. И ти наредниот ден исплаќаш фактура. Дали ме разбирате? Меѓутоа тоа е и од нездање, некомпетентност, немање визија што се сака и непратење на трендовите, токовите на и железничката политика на Брисел, на Европа, на Запад, на Исток. Златев, знаеш ли кога е правата железница во Македонија? Уште 1873 во Османиското царство со железница биле поврзани Скопје и Солун. 1874 е продолжена до Косовска Митровица. После тоа 1894 Солун е поврзани со Битола. 1924 завршена е делницата Велес-Штип и првиот воз влегува на станицата во мојот Штип. Пругата пак Велес-Битола е предадена во сообраќај на 20 јануари 1936 година. Столе, еве, овде има друг коментар интересен од слушател, вели, сега, од таму, од таа традиција до кај сме стигнале, вели, пред вас директор на македонски железници беше по професија бербер, ако не се лажам. Угостител, конобар. Конобар, добро. Бербер е сепак за нечија. А во Загреб има сладкарец за прода сладолед. А наставник по географија, директор за финанси и наставник по, не професор, значи наставник за географија, директор за финанси и наставник за биологија, комерцијален. И онда ме прашувате дали е, како каже претходниот? Вели чувар на плажата во зимскиот период и слично. Многу популарен. Ние за 3 месеци од нулта, тако речи, локомотива, имаме на цирка негде на 2 милиона евра приход, кој не го паметат со месеци да не кажам повеќе. Игор ни забележува што утро сме ви го земале вашиот слободен ден, затоа што сте представник на српската етничка заедница, а денес се Светисава, празник кој србите ги ослободува од работни активности, нели, согласно закон. Зошто не е крстен наместо ден Саво, например. Затоа што денес му е и роден. Така по... Да, обично, меѓута, моја покојна баба, татко, нејзина беше стрикто желба, затоа што имаш и два брата кои загинал во Втора светска војна и животна желба и беше да да биде, да. И него Саво Кошити што бил. Како што е редот обично кај посветците, па така, која ќе се родиш, така ги крстеле порано. Честит празник за сите срби во Македонија, за многи години. Благодарам. Светисава е значаен обединувачки фактор за сите, нели, кои говорат словенски јазик и кои се православни христијани, како, нели, значаен е како историска фигура, затоа што е создал Печката патриаршија, која се одвоила од Охридската архиепископија, која во тоа време била грекоманска. Не била македонска? Па не била во тоа време кога се одвоила. Србите биле под нас ако била македонска. Не. Значи, кога ние зборуваме за историската
Не, Ма, ова е добро. Не, тоа добро, тоа може... Имаше коментари дека Да, дека бил антимакедонец, дека имаше империалистички Да, Сава. Свети Па Сава. добро, тоа може и овој уредникот на Инфомакс подетално стручно да ви објасни. Не, сега, знаете, јас Видете, Лјупчо, нема ми замерите, да, денеска е држен празник за Србите во Македонија. Зборам конкретно за Македонија, значи генерално Ова е така одлучено, Србите Свети Македонија Сава. одлучиле тој датум да го слава. да, 27 јануар. Не денот на независноста на Србија, не неговата. 27 јануар, бидејќи Свети Сава е наша најголема национална слава. Тоа е през се школска слава. През се е школска слава. Поврзано е со едукација, со образование. Со образование, затоа целото и затоа ние тоа го викаме Светосавле. Светосавле е едното од столбовите на нашето национално битие, свеста и тоа што не води. на модерната српска нација. Може паралел да се направи просветителски патот. Така, Ти благодарам. може би нешто како светите Кирил и Методи на српско ниво. Или тоа е прескодница на Караджик. Кирил и Метод, мислим сега. А тоа е универзална. Сега да не зборам. Не можеме да направиме. Оставштината и делата на Кирил и Методи не се само за македонци, значи тоа е оставена за православието, така да... Па не, знаете, Оно што е поинтот, пошто е денот е таков. да, не, јас сакам само, мене ми е должност како човек кој работи во медиумите да ја едуцираме на еден начин македонската јавност. Свети Сава не е историска фигура, сега не го анализираме како светец, го анализираме како историска фигура која на било каков начин ги дели луѓето на Балканот. Сосем спротивно, Свети Сава има обединувачки карактер, односно да се обединиме сите во нашата писменост. Очигледно дека ние сме обединети повеќе во нашата неписменост. Тоа е проблем и секое различно толкување на овој настан може да е тотално непотребно ширење на омраза, па еве, денес српскиот патриарх Порфирий ќе дојде на свечена академија во Скопје. Знаеш дека се знам со патриархот Порфирий, знаеш од каде се знам? Седел во ресторан во Белград пред 15 на години. Тој беше фрушкогорски, па после во Загреб беше, додека беше фрушкогорски епископ, беше председател на пандан на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Србија. Во Рем. Републичка електронска агенција, така, или агенција за медиуми. И тој беше председател, сега не знам дали уште по закон има представник на црквата во тој совет, порано имаше и Порфирий беше председател на тој совет. И заедно комуницираме дека е значајна историска фигура, стана после многу кратко време на таа позиција, затоа што е српскиот патриарх кој конечно собра сила, конечно собра диалог заедно со нашите свештеници и ни додели автокефалија. Тоа што е забелешката ова со Сава сега и со забелешката е во која насока? Тука може би да се најде и одредена оправданост зошто некој тоа го споменува. Например, која ќе дојдат србите да одбележуваат на Зебрањак значаен датум, значаен настан, нема никаков проблем. Океј. Која ќе дојдат бугарите да одбележуваат некој настан од првата, од балканските војни, од тогаш е проблем. Не е проблем. Проблем е бугарите која слават настан кој е поврзан со страдањето на македонците. На Зебрањак ја не сум чул дека македонци некој убивал. А што убивале? Убивале турци. Па да, со турците. Па бугарите нели убивале турци? На Зебрањак, ако сакате, Македонија е ослободена од исламскиот калифат. Тоа е значаен датум и за нас Зебрањак. Сега, тоа што потоа нели сме биле дел од Србија, па каков ни бил таму статусот, дали сме биле задоволни е друга приказна. Но на Зебрањак ние сме ослободени од турците. А ослободени и поробени од србите, или? Па не било тоа робство, имало форма на демократија во Србија во тоа време, имало парламент. Ние не сме го прифаќале тоа, сме имале терористички групи и така натаму, но суштината е дека Зебрањак не е визави македонците. За разлика од
бугарскиве празници кои сакаат да ги слават овде, кои се буква Сан Стефанска Бугарија е, они тоа би го слават. Гледате колку тоа да штета прават социјалните мрежи низ годините нараз. И ќе се измешат, да. значи и крушки и јаболки, јаболка се овоше, ама ова се јаболка, ова се крушки. Тоа е исто апропо и на државноста. Значи збориме за среден век, кога почнале да модерните држави да се формираат како модерни држави? 18-19 А век. за кој век збориме? Нациите тогаш се А вамо за кога збориме? Таму збориме за И збориме за периоди кога рецимо не било чудно да брат на брат да удри, синот на таткото за да го преземе трон, значи сосема други конотации, Среден век. констелации и Нацијата слично. тогаш и нацијата денес се две Мислим- различни. мислим, Тогаш не да, имале да, национално да, чувство. Тоа е јасно на работа. Ние сме Второ. живееле заедно и се Второ. инсистираше на тоа братство и единство и во историјата. Никош не се спомнуваше кој бил тука, што бил тука. За Македонија се пишуваше помеѓу двете војни. Не е така. Па така сме учеле ние. Не, Може да јас сега од нешто тие исправам. учебници сум учел. Ама добро, тоа е друга работа. Сега Столе знаеше сами да е тоа уште од памти век. Фикс се Победиците споменува стави. бугарски фашистски окупатор. Не е проблем. Проблемот е во односот на бугарите која те негираат и само да ви нормално кажам. ти како реакција ќе постапуваш и ќе се однесуваш Ако така. ми дозволите, Да. ако ми дозволите, уште еднаш да ви кажам да ви изразам благодарност. Да, за честит. Преводи затоа што денеска е посебен ден. Ден за српската нација и српскиот народ. А тоа е Савин дан или денот на Свети Сава и школска слава, како што истакнав. И пошто е таков денот, сега ќе ви кажам една од изреките на покојни патријарх Павле. Вчера е историја, денес е Бог, сутре е тајна. Така да, што било пред 30 години, што било пред 50, 100, кој сака може да чита, има библиотеки, има разни печатни верзии, има сега и електронски, али да не читаш побрзо по еди кој си квази аналитичари и слично. Денеско возможно, ако длабиско некој го интересира што се случувало новија простори пред 100 години, постојат разни библиотеки и те ствари. Треба да се гледа денес и треба да се гледа Пред паузата Утре. за реклам, честитка за Свети Сава и од председателката Силјановска. Празникот посветен на Свети Сава е убава можност да го афирмирање знаењето и културата и просветителството и повод да ја зајакнеме и продлабочиме соработката и комуникацијата како меѓу себе, така и со нашите соседи. Токму српската заедница во Македонија, како и македонската во Србија, се дополнителен мотив за градење и за негување блиски и пријателски односи помеѓу двете држави. Пред паузата само што како вове за наредниот дел, дека железницата не е демоде, дека дигитални технологии не имаат ништо, но можеме да зборуваме за автономни овие локомотиви сами што возат. не во друг дел дигитализација. Не, сакам друго да кажам дека во Кина е измерена најголемата брзина на воз 380 километри и се случува 1600 и нешто километри се поминат за околу 3 часа. Одиме со кратка пауза. Со тоа што веќе почнуваат таму авиокомпаниите да се плашат од железницата како силна Па тоа е конкуренција. цела стратегија. Одиме со кратка пауза за реклами, се враќаме токму со оваа дебата. Денеска е годишнина и од ослободувањето на германскиот нацистички логор Аушвиц, 80 години, се прави таму нели церемонија за овој чин, се присетува светот на ова огромно злосторство. Председателката Гордана Силјановска Давкова е таму, ќе присуствуваат бројни шефови на држави. Недостанеше со пријавата, нешто се мислеа дали додат или не. Не, Да не се повтореше тоа со Нотр-Дам. Не, Нотр-Дам авионот наводно беше проблемот, така што Се го направи авион. па не знам, најверојатно. Затоа што излезе информација Златно дека со треба воз да нов имавме линија, Скопје Аушвиц. нов авион треба да купат. Да. Мада таа линија не сакаме да ја имаме. Ово да го некој ќе го свати тоа како скрнавие на празникот, ама веќе кога отворивме таа тема,
веќе ми пуштија тука едно видео, поентата која е на тоа со паралелата бугарите и србите. Кога ќе спомене некој од Србија историчар дека македонците како народ и како нација не постоеле пред 45-та и како држава уште повеќе, тогаш толку не им се лутиме. Ако некој од бугарите го каже тоа, тогаш има една веднаш се разлика. палат сите. Едно е аларми. некој да каже, Тоа е едно е видео, некој една нешто порака да што испрати каже, најве сега ја гледам тоа. едно е некој нешто да каже, а друго е државна политика. Секој може да каже што сака сегде во светот. Државната политика е нешто друго. Ние немаме државна политика од соседна Србија да биде негирана. Ниту нашиот етникум, ниту нашиот традиција. Имавме проблем со црквата, проблемот се реши и тоа е тоа. Доколку, многу добар коментар има еден наш слушател, вели србите од најомразени во Македонија станаа најомилени и најблиски народ, поготово починот на давање на томос на МПЦО од страна на поглаварот Порфирија. За разлика од нив, бугарите немале вакви подвизи кон нас. Нека излезат, нека... Ќе биде интересно кога ќе влезат бугарите. Кога ќе влезат бугарите во уште од кој празник ќе го одберат за одбележување. 2 август. Може 3 март са Стефанска ден. Дали може коментар еден мој? Да. Слободно. 25-та, значи годинава на 9 септември навршам 33 години од влез во политика во Македонија. 91 на 92 е Демократска партија на србите, основана. Првите Удруженија Срби и Црногораца, невладина организацијата. Значи 33 години постои како невладиниот, така и политичкиот субјект на србите во Македонија. За 33 години ниту од еден представник на било од која организација не беше искажана слична флоскула. Сега дали некој историчар, дали некој од надвор ќе спомне или слично, тоа не може да се прави релација, што каже Љупчо предмалку, дали е тоа национална политика, државна политика или слично. Ние после 33 години се уште Општа демократска партија на србите, застапена во политичкиот живот на Македонија, сега и во извршната власт. Не, има и други српски партии, мора да се ама сите се уклучени. Значи сите се активно уклучени и во политичкиот живот, и во, да кажем, невладиниот живот на Македонија. Така да односот помеѓу србите у Македонија со македонците, дури и со другите заедници, е константа веќе со децени, така да тука нема... Не, спомена политичката кариера. Злата, дали си знал дека законот за радиодифузија 2005, така беше. Во тоа време, една од главните улоги во носењето на тој закон на координација, организирање, интервенции и така натаму, поврзано с комуникација со секторот медиумски, исклучувајќи тука и здруженија на собственици, здруженија на новинари и така натаму. Една од главните улоги тоа што имаше Кошутик, беше заменик министер за транспорт и врски во времето на Мехази. Кои министри ги фати? Значи Джемаил Мехази, така. За 34 години на Македонија, мислам дека е еден вице-премиер од ПДП, имаме сличен рекорд, али во 4 години ја истерав еден цел мандат и за тој мандат бев у влади на 3 премиера, 3 министри, 3 државни секретари. Министри Бехази, Буџаку? Не, Милјај Мајдини, Агро Буџаку, Джемаил Мехази, Бранко Цервековски, Хари Костов, Ладо Бучковски. 2 државни секретари од ДУИ и задниот мадан за време на Бучковски и Зоран Црвенковски. Која се носеше законот? Закон за електронски комуникации и закон за радиодифузна дејност. Се законите кои ја ги водев. И во закон за радиодифузна и фала ти тоа што еве за помладиве да
да ги Да, па и сега посетиме, актуелно се треба да се носи нов закон. тогаш се направи либерализација во делот на електронскиот сектор, тогаш го сменивме од тогашниот закон за телекомуникации во закон за електронски комуникации и закон за радиодифузна дејност, каде што, ако добро ме подсети, значи еден главните промотори така и влезе за застапеност на македонската музика као мандаторна, као обврзувачка во медиумите. Дали има една анекдота, ај сега не ме кажи, ја се сеќавам онака, вистина ли тоа беше за министрот за земеделие, сега не сум баш сигурен. Тоа беше како еден птичјиот грип. И кога се набавува вакцини, требаше тендер да се распише. Вистина ли дека на седница на влада ретко зборувале тие министри, ама тогаш се јавили на изненадување на сите и барале набавката на вакцините да потпадне сега дали под Министерство за земеделие, дали под Министерство за транспорт, затоа што птиците се во воздухот. Да, тоа е земеделска работа или транспортна работа. Во овие простори сме подложни, значи тоа се користи денеска англицизмот и таа дефиниција западна за спин. Ние немавме израз, меѓутоа затоа што ние сме така. На овие простори ние го измисливме спинот. Да. Дали свесно, дали не свесно, дали на земеделие, птиците се... Пример. Видиш, спинот е од политичката култура се. Меѓутоа сме подложни, тоа на предмалку што зборевме, мислам дали пред почеток на емисијата, социјалните мрежи кои да се измислени само за менталитетот на овие простори. Па не, за сите простори се види. Можам се да ти кажам, а ти да не ме гледаш. Значи на профил да слика на љубичица да ставам, а можам да го зборам што сакам. Особено е тоа присутно на Твитер, па каде што тамо само овие што се политички ботови меѓу себе се расправаат. Па да, али за сега... Нема една автентична фигура. Али гледаш, многу интересно, Твитер не е многу застапен у Македонија. За разлика рецимо у Србија или у Хрватска. Дури Твитер наликува као војна на ботовите. Да. Знаеш, она. Не, таму е ботовска, да. Да, ботовска војна. Баше тачно. Затоа што многу ретко може да најдете на Твитер автентична фигура, да најдете Љупчо, Столе, Дејан, Митре, Петко, не. Таму се некои псевдоними, некои луѓе кои се кријат позади тестатурата и меѓусебно се прават парче секој ден и дури е и добро, мислам дека треба сите да отидат таму и нека си се пресметуваат, нека биде тоа во некоја форма на видеоигра, знаеш. Твитер има една друга незгодна ситуација за разлика од другите социјални мрежи. X сега, да. Да, сегашен X. Значи многу побрзо можеш да изанимираш одредена популација и една група, рецимо. Ако ви текнува кога беше оби за државен удар во Турција, првата мерка што направи Ердоан у 24 сата беше блокиран Твитер. Значи брза е или да повториме спиновање за одредена. Да. Прилично брзо се случуваат процеси. Ај за ова да има еден коментар, многу сте да не сме добри за мајстори сте за перцепција за новата влада. Тоа што го правеше СС, вие сега одма за сликање сте големи фраери. На нив да им текнуваше. Столеве. Зборувам за ова, коментарот е за Куманово Бељаковце. Да. Уште колку такви линии ги остави Скопје Куманово функционира ли? Не функционираше изминатите години. Велат дека ќе почне брзо да функционира. Тоа беше најавата дека... Вака, не велат, значи конкретно можеме да кажеме, значи е најавено од министр за транспорт Русан Николски и на узадниот говорот на Бељаковце на премиерот. И тоа потоно ќе кажам, тоа потоно не е празна флоскула, значи ние тоа од кога ќе почне да се движи воз до Куманово? Многу брзо, ќе видите многу набрзо. А дали е таа брза линија? Колку е брза таа линија? Со која брзина би се движел? Не, значи немајте така со брзи пруги се брзи пруги. Она што ние имаме проблем што заборавено низ задите години, тоа е да ја зајакнеш, реконструираш постоечката пруга. Да кренеш на 50-70 основата, зборам пред се за товар. Тоа и премалку у еден момент Љупчо ти спомна во делот
мислам дека ти беше вака, ќе те парафразирам, 130-140 на сат може да возат, ама возим 50-70. Па не можеш да возиш 130-140. Од проста причина да, од Куманово до Белјаковци нова пруга. Така. До јуни месец ќе се доврши целосно проба завршување на технички прием, на комплетна сигнализација, на опремување на тие станици. И сега, додека се работи втората секција, ние ќе пуштаме локомотива од Куманово до Белјаковци да стигне до Белјаковци. Као пруга, као локомотива, за да ја држи пругата под тежина. Значи, ние со Штрабак пред нова година имавме 3 проби. Значи, пуштавме тешка локомотива наша, која ја испробувавме за над 100 км на сат. И пругата беше одлична. Значи, пругата е направена, овој дел е направена Значи суштината е дека стандарно. тоа треба да се вози за да се одржува. Ние знаете ова е технички дел кој не го знаеме. Ке осмисли. Тоа е една работа. Второ, знаете, имаше вака коментар као ако иде до Белјаковци кола ќе па да, и слично затоа те исправи преска колку луѓе има како се вика у Белјаковци. Меѓутоа некој не го гледа, рецимо кога ќе се оберете, еве отидете од Куманово до Белјаковци, ќе видите колку населени места се кои имат проблем со меѓуградски превоз, те ствари. Меѓутоа не се. Она што го најави официјално и министерот и премиерот дека у наредниот брз период ќе воспоставиме патничката линија Скопје-Куманово. Тоа е исто као лани септември, октомври кога бев у посета на Загреб па на Белград и со колегата Иван Булајич, извршниот директор на Србија ВОЗ, на иста точка на гледање сме за обновување на линијата Скопје-Белград. Меѓутоа, пошто предно кој исто спомнав дека они имаат инфраструктурата нивна на делот Белград, како се вика, Ниш, ние ја правивме уште тогаш симулацијата да идеме у пар фази. Односно, Скопје-Ниш, каде што према состојбата на пругата не би очекувале некои достења или слично. Доста е квалитета за да може нормално. Сега дали ќе идеме Скопје, Куманово, Ниш или слично, во секој случај битно дали знаеш кај тераш, дали имаш одредена визија и како тоа да го спроведеш. Динамиката, дали е тоа за 3 дена, дали е за недела, сигурно нема да биде за пола година или за година. Меѓутоа, главна поента е дека и Министерство, влада и сегашниот менеджмент на железници транспорт тачно знаеш што сака. Имаме целосна поддршка. Имате стратегија, имаме и најпред имаме план. На брифингот спомена тоа. Дека планот не е на чисти список на желби и теорија, задните 6 месеци покажа дека може да се покажуваат резултати и да се железницата през транспорт да се враќа на вистинскиот колосек. А вистина дека најспора пруга во Европа е од другата страна. Таму не е ништо работено. Каде? Од бугарска страна, дека е 15-20 километри. Значи, кога зборуваме за тој коридор, не зборуваме само до Крива Паланка, туку зборуваме и за другиот дел. 20 години се збори за источната пруга и синхронизација, координација помеѓу македонско-бугарската страна. А се збори за некој, рецимо, добро сега испана тунел, у мое време пред 20 години не беше тунел. Али не се. Помина многу години. Океј, тунел е. Од другата страна тунелот. Меѓутоа, ревитализација Джуешево тоа е негде 2,5 километри. Тоа е ништо за Бугарија. Меѓутоа, за да се стави у целосна значение на коридор 8, што правиме од таа точка до Бургас. Мислам дека према некои информации неофицијално имам дека е негде над 1,2 е потребно од прилика инвестиционо за бугарската страна за да ја надгради, реконструира таа пруга. Тоа е една работа. Второ, што се деса до коридор 8. Еве ние имаме до линија до Кичево. Албанската страна има одредени операции кои ги работи активности на Кајлин.
Они се побрзи за автопатишата, за железница. Меѓутоа е отворена приказа која никој не ја спомнува апропо на Коридор 8. Мислам, мене ми е то лична сатисфакција затоа што пред 20 години се боревме пред да ставиме кандидатски статус, пошто тоа никој не спомнува. Коридорите 10 и 8 дури беа упитни 2003 година дали ќе бидат на мапа на Европа. И тогаш ние имавме добра координација со моите колеги од Белград, Солун, Софија и Албанија и во преговорите со High Level Group, високата група за транспорт, со јаки аргументации идевме и мислам дека финалната, ако добро ме служи паметење, беше во Баку, во Азербајџан, беше финалната сесија на High Level Group, каде што покрај коридорот 10, кој е оперативен, да се изразам слободно, го вметнавме и коридорот 8. Пред 2004. Значи пред 21 година. Ќе останува многу работа и од едната и од другата. Набавка на нови локомотиви се планира. Затоа што ги спомнавме кинески. Да, ја имаме поддршката на владата, да ќе биде и у бизнис план предвидено, ќе биде и во план за развој и акционер план кој го доставивме со време до Министерство, таму до Министерство европски прашања и сега за Брисел. Меѓутоа бидејќи има една среќна околност што во средина на јули, во многу незгоден период, значи баш во најжежок период, во екна сезона, во летен период, ние преземавме менеджмент и тоа во таква состојба. За среќа не бевме, слава Богу, не бевме у ситуација, у позиција да мораме ние да се растачаме или ја да се растачам сега кон колегите, кон комитентите за ствари, сите дојде во Скопје. Затоа што видел дека пошто на сите им е битно. Значи ова не е само интересот на Македонија или интересот на Србија, Македонија, Грција, Бугарија. Значи стратешки е железницата и тоа скоро исто го спомнав. Кога Брисел, познавајќи го Брисел 25 години, кога Брисел ќе ти обележи или ќе ти назначи дека ти влегаш во зелен транспорт, тука веќе не треба многу дебата дали е стратешки правец, стратешка насока или слично. Така да ние сме у максимална, што би се рекло, 24/7 комуникација со сите. Дали се тоа институциите од Брисел, Париз, во делот на меѓународно железнички сообраќај, асоцијации, дали се железнички оператори, комитенти, компании кои се во делот на одржување на возните, влечните средства и влечените средства или превод на локомотиви и вагони. Така да возоснова на сето тоа што го и искениравме и изминатите месеци, може најверојатно и да се деси, да се случи, да не биде сега у прво време примарно за набавка на нови, туку на брза репарација на нашите постоечки локомотиви. Затоа што ние направивме у првите недела дена, направиме скрининг на нашите локомотиви, дури овие компании кои се бават со одржување на локомотиви и на вагони, сите пратиат технички екипи кај нас за да направат исто скрининг и тачно се погоди, бидејќи ние имаме искусни вработени, се погоди дека ние истинни се скрининг, тачно се класифицирани кои се за брза оправка, кои се за рецимо средорочно, за да што побрзо ја вратиме да имаме, располагаме со сериозна железничка флота. Тоа е една работа. Второ што, кога ќе се спомнат нови локомотиви, не е битно, еве и по добра цена да договори, или слично. Вие не може да добиете, значи за година и по дена да ја добиете во ваша собственост, тоа е, како да ви кажам, тоа е превише оптимистички. За ме време од прилика не може, Лјупчо, значи барањето на пазарот генерално во Европа, за да ти добиеш нова локомотива и да си спремен да платиш и најскапа и не се рокот на испорака е тешко да го добиеш пред 2 години. Тоа е една работа. Тоа е работа. Меѓутоа видете вака. Не случајно ние да правиме тука локомотиви. Не случајно. Има колска, како се вика тие. Не, тоа е вагонис. Вагонис. Не. Меѓутоа знаете како,
со 4 кинески, еве и со 4-та, негде до средина февруари, тоа се релативно нови, 7-8 години, со 4 српски локомотиви кои ни се сега во момент, да, изнајмени, меѓутоа сега се паркирани и се во Србија, меѓутоа за нецели пар сати може да дојде на Табановци, нив ги чуваме сега на, што би рекли, на стендбай или на пауза. На резерва. На резерва, што значи дека во моментот ние до средина февруари ќе имаме 8 електролокомотиви. Нашите колеги од секторот леча и одржување пред се работеа и на способување на дизел. Очекуваме дека за барем во наредните 10 години ние ќе дочекаме со воз да одиме на море во Грција, може. Што е проблем? Може ли таква линија да очекуваме Скопје Солун? Апсолутно. Пругата постои, посебно што е пругата нова е од Гевгелија до накај Солун и подоле накај Атина. А тоа е онај клучен проблем, Лјупчо, што ние го затекнеме и она што јас се имам видено и слушнато директно околу политичкиот живот у 30 години у бавење со политика, меѓутоа она што го затекнам во јули месец првпат го грав. Едно е да не знаеш да работиш, да си некомпетентен. А и недомачинско работење. Меѓутоа да се дозволи уништување на возниот парк, тоа првпат го грав. Значи се работи за возниот парк. Расположивост на возниот парк. Столе? Уште нешто сите вложуваат. Например, ланската година хрватите започнаа модернизација на комплетна на железницата, вредноста на проектот околу 450 милиони евра. Србите се интересни, ајде да не спомнуваме железницата, таа трагедија, тоа е веќе друга работа на Новосадската станица. Србите имаат најмодерен воз за големи брзини, се вика Штадлер, Кис, стигнал во Србија ланската година. Во 15 се договорени. Во светот да не зборуваме, дури тоа што го зборувавме околу либерализацијата, голема дилема и мислам дека ќе се реши на тој начин што, ако се кавате во времето на Тачер, започна приватизација на железницата и се покажа тоа како неупатно големи. Британците направија грешка. И сега Стармер, мислам дека тоа има во програмата ставено, јавниот сообраќај да биде пак национализиран, да биде држава. Столе ти благодарам ова сега што ми ја наметна и тој дел на тема. Значи, либерализација како можност или како визија или како идеја за спремање за либерализација во железнички транспорт точно пред 20 години е дефинирано во нашата железничка нова легислатива. Значи 2005 кога го носев законот за трансформација на железници и новиот закон за железници, уште тогаш е дефинирано. И затоа МЖ Транспорт беше планиран да биде акционерско друштво. За да може во првиот период на секако во 100% државна собственост, меѓутоа тоа беше главен сигнал од наша страна дека во одреден период кога ќе создадат условите да се отвори можност за либерализирање тој дел пазар. Затоа и Агенција за железнички сообраќај е регистрирана. Иначе што би имало потреба за агенција да помеѓу две државни компании да нешто да може цените да ги утврдува, да. И еве сега за како куриозитет, Србија ја трансформираше железницата 10 години по нас. Доста. Значи, хрватските железници ги трансформираа прво во холдинг, па онда праве одредени корекции. Кога со тимот во соработка со Светска банка, значи тука имав максимална поддршка од Светска банка, не ја спремавме новата легислатива и трансформација туку така. Значи, и нити копиравме, нити па и имаше од каде многу да се копира, меѓутоа што правевме согледување на блиски железници, каде се проблеми, каде би требало да се избегнат, како да се дефинират. И затоа ние, игра на случај, бевме многу побрзи пред нив. Тоа не е оти нешто имавме
не знам како визија за унапред 20 години само нас да ни се отвори, меѓутоа се погоди да ние бевме тогаш у динамичен процес за кандидатски статус. И затоа бевме побрзо снабдувани со информации каде Европа ги гледа и ние ги гледа нештата и тогаш ние работејќи на трансформации ги прилагодувавме и законски регулативи во таа насока. Коштеш, ајде ова да го тој на брифинг, мисленски Златев беше ти на тој брифинг. Меѓу другото, тие 2-3 теми што беа, фокусот го стави на модернизација на железницата и спомена Вардарска долина. Тоа е многу голем, интересен проект, постојано се зборува, ништо на тоа не се работи. Французи беа заинтересирани, сега кинеите се заинтересирани. Кога ќе се знае што ќе правиме на тој коридор 10? Дали за да постигнеме брзина можеби до 200 километри, ќе одиме подолу да се симне пругата некаде кај Свети Николе, затоа што почвата, односно тлото, конфигурацијата одговара, овој дел тука покрај Вардар не одговара за тоа кај брзини, или ова што е постоечки присутно, тоа ќе се избере, затоа што оваа пруга постојна не може да обезбеди поголеми брзини од колку од 80-90 километри. Зборувам за коридор 10. Добро. И при тоа се спомнува колку, Златев, над 200 и нешто милиони и многу скоро беше најавено дека се распише и меѓународен тендер за таа намена. За кое? За коридорот 10. Добро. Ревитализација. Да. Делумно електрифицираната. Електрифицирана е, не е делумно. Целата е електрифицирана. Па Бароци, Гевгелие и Скопскиот чвор. Кај се меѓутоа треба да се надгради. Кога ќе се одлучите што ќе правите со тоа? Или паралелно ќе ги терате? Се е паралелно. Меѓутоа, ако е она што е примарно, и тоа мене ми е најбитно од позиција на железници и транспорт, е тоа што во оперативен план на ЈП инфраструктура е да се зајакне през оној дел, значи до лето, да имам зајакнат дел, да го имаме зајакнат дел помеѓу Миладиновци и Велес. Тоа е клjučno. Имаме останати делници кои не се толку критични, меѓутоа овде ке највише оптеретена била. Максимална брзина колку може да овозможи? Доволно е 70. 60-70 на сат ние би биле прездоволни да ја кренеме помеѓу Миладиновци за товарен сообраќај. Помеѓу Миладиновци и Велес. Одма рачунете дека тука е помалце оштетување, абење на тркала локомотиви и рачунете тоа е веднаш секое качување за по 10 км на сат погоре, нам ни отвора можност да покачуваме транспорт за по 10%. Да објасниме на слушателите, за да се постигне поголема брзина. Оваа пруга не е соодветна до Гевгелија, така? Добро. Треба да се менуваат шини, да се менува се. Добро, да се надградува тоа се малце посериозни операции. За тоа ќе има за тоа во наредниот период инвестиции? Апсолутно. За постоечката, да. А зали да не мешаме сега со брза, бидејќи за брза пруга, убаво кажа и министерот и премиерот. Значи, пресе министер првија обзли за тоа за идеја. Во Македонија многу криминалци имаше во минатото, вели еден наш слушател, може да ги искористите сега да градат пруга. Тоа ќе треба со Синиш Ивановски да разговараме и добро ќе биде да го поканеме и него. Јас сум го интервјуирал сегашниот директор на железници и инфраструктури, го познавам подолго време и кога стана таму директор му се јавив и со чудење викам кај си отишол да бидеш директор. Кај него е сепак кај него е потешка ситуација. Значи му морам да со нула локомотиви не, дошли. Ама друго е Љупчо. Еве отворено еве се јано ќе кажам дека ја имам малце поинака позиција. Ама каде, од кој аспект? Идеш на репарирање на сервисирање на постечките. Да, на ЧКП 2, па е една, ама за да се брзаме, пошто тој момент беа заглавени транспорти на Гевгелија и Табановци. Осмислуваш, имаш добра комуникација со колеги, испадна брзо да
да осмислиме и предлогот и да обезбедиме 4 локомотиви од Србија по време закуп, така? И го развозиме транспортот. И ти више фаќаш некој тек. И тука и Ивановски во инфраструктура сосема поинако. Ти ја имаш таа пруга која се ја затекна. Значи, ај у реду. Средства ќе се обезбеди со подршки на влада, ово, да обезбедиш материјал, пример прагови, сега да не ве време. А работна сила? Да. Изгубија доста време за да опра таа дрзина која беше у Велес. Која е една од клучните. Сме ги гледали оние вестерн филмови, облечени со пругести затвореници како градот. Па добро, сега. Добро, интересантно. Оттаму се веројатно инспирирани. Добро, сега дефокусирање ти е интересно. Али да. Пресериозно имаат преголема задача, меѓутоа познавајќи го, мислам дека здраво ке. Има уште 2-3 прашања. Има ли интерес за возење? Тоа веќе го зборувавме. Колку народот, граѓаните се заинтересирани да се возат, ако имат можност со воз со железница, за вработување. Колку вработени има транспорт, каде наоѓате машиновозачи, дали платите им ги покачивте и со оглед на тоа што зборувавте за Србија, дали има директорот на транспорт Кошути комплекс да соработува со Косово? Каква соработка со Косово? Одлично прашање. И му благодарам на слушател што про таа насока. Евак. Со колегите од Српски железници од делот Србија воз Србија карго, затоа што сме оперативни се и на коридорот. Инаку, еве и сега и вас ке информирам, што се однесува до колегите од Косово, така? Да. Значи со ниве е контакт уште пред 5 месеци. Тоа е на работа. Второ, во почеток на декември, мислам дека беше, да, и ја ги очекувам кај мене сега у гости за конкретни оперативни работи. Беа извршен директор на Инфракос, извршен директор на Тренкос, директорот за товарен сообраќај на Тренкос. Убаво ги прегледавме кои се можности да и каде се клучните точки за да можеме да и таа линија да се воспостави пресе во товарниот дел, меѓутоа таму имат два проблема. Едниот е проблем состојбата на нивните возен парк. Тука влегуваат и локомотиви и вагони се увеома лоша состојба, меѓутоа со интероперабилност, со колегијална соработка ќе се осмисли начин како да се покрие. Меѓутоа и кај нив има еден друг објективен проблем од делот на инфраструктура, а тоа е делот и они добија од италијанскиот изведувач дека најверојатно во текот на годината ќе биде довршен и спремен за пуштање тунелот, мислам дека е некаде пред Качаник. Так. Инаку што се десува до, ако што гледам слушателите и тоа е добро, ги интересира, предмалку го кажа дека со сите изминативе 6 месеци ги обновивме контактите. Тоа него мислев рецимо овој дел железничко дека само со Србија или со Грција, значи контактите и со бугарските колеги, со грчките колеги секако. Сега на 5 ноември на нивно барање и притискање во Солун ке се сетиме за одредени нивни предлози и те ствари како да ги вржеме. Србија карго, Рейл карго, Унгарија те ствари, меѓутоа и за Инфракос и Тренкос таа комуникација веќе пред 5 месеци. Инаку само да ви кажам, пошто таков ден од те ствари, иначе тоа што сум ја Дејан Кошутич и 100% Србин, немам никакви како се вели комплекси, посебно не затоа што сум човек кој е роден во Косовска Митровица, одраснат до 6-та година у Приштина, у Рошевац,
денеска навршувам 5-6 години, полам 5-6 години, или у преод, ова ми звучи во последен период, пола век сум на улиците, на асфалтот на центарот на Скопје. Али до 6-та година јас сум дете Во Косово. с Косова. Колку вработени и 625. за машиновозачи или машиновозачи нема да имат 625 машиновозачи нема да бидат потребни со вештачка интелигенција, со автономија. Не, тоа е возови. некое можеби некој идно време, меѓутоа во теконата и во наредниот период среднорочен ние немаме дефицит во делот на машиновозачите, затоа што изминатија, мислам дека пред 2 години на поголема број на млади се примени. Атрактивно е, со плати, со... Сега ќе ви кажам. Имаше проблем во околу испитенцета, знаете, на случајот, и затоа и се касни, че веќе две групи на најмлади, да ги наречам, чека да го довршат својот испитниот, така да ако се довршиме негде во нареден месец дена и со Министерство за дигитализација и со владата ова се го забрзува тој систем, го завршат испитниот дел, некаде до половина, до летова првата група веќе ќе влезе, ќе ја заврши испитното лиценци, ќе се спрема да презема да биде машиновоз, ова втората група ќе биде негде до крај на година почеток. Инаку, пред 4 или 5, пред 5 месеци, потпише меморандум за соработка со ЖУЦ, со директора на ЖУЦ, да, добро, дал таму бидеме фокусирани на регрутирање на млади кадри, дури на нивни интерес да и одредни програми да ги прилагодат кон модерно контекот. Проблемот не се кај машиновоđe, проблемот ни е во делот на одржување. Тоа е проблемот со кој се соочуваат и поголемите железници. Инженери, меѓутоа пресе мајстори, бидејќи низ годините се нема анимирано за мајстори кои ќе влезат у работилница за да постарите ги го преземат искуството. Меѓутоа, она што мене ми дава добар импулс, што интересот и за машиновозачи, меѓутоа поќе и за мајстори, изминативе 5 месеци очекуваме фидбек. А ќе те плати? Не за плати, него едноставно знаете како гледа дека нешто се случува. Златев, јас уште ова година. А иначе само ако прво наплати. Значи, видите една работа. Машиновозачите, тоа е еден друг, да го наречам алгоритам како се преспето плата. Едно е фиксна плата, второ е мажа, второ е километари, односно доместок на те ствари. Баш кај тоа. Што лети многу озбилно си назад. Со ова, само да завршиме, авионските компании се во голем страф од брзите возови. Зошто? Затоа што еден Боинг е џужи во однос на еден воз кој што сообраќај меѓу милионски градови, еден воз има 1200 места. И авиокомпаниите сега тоа е една работа и не е случајно. Да. Дури се споменува железничка пруга да се направи од Пекинг до Берлин, од Пекинг до Москва, Пекинг до Техеран. Таа веќе се работи. Таа веќе се работи. Они тргнаа сега од пренела дена со директна изградба во Киргистан. Иначе главниот тек се е на максимум поврзување железничко, през железничко, укомбинира наравно транспорт со бродскиот, и не случајно предмалку пред некој половина сат кога ви спомнав, кога ќе се стави под дознака зелен транспорт, тоа се кажува. Еколошки, ефтин. Да. Поевтин е од секој друг транспорт. Апсолутно. Златев? Да завршуваме полека. Да, имаш некој прашање. Па не, јас што дополнително прашање, очигледно Столе ти си многу поголем експерт, може сум ја експерт. Да не бе таков за губарги и ќе те препорачувавме за запослување во македонски железници. За самиот крај, со платите решена ли е работата? Ќе гледаме ли повторно штрајкови тука на вработените? Немате да гледате, министр Николовски и владата јасно кажа уште од април, и сега ќе ви кажам, спрема планот за реструктурирање во делот на планот за развој по европски, под реструктурирање во делот на реструктурирање на оперативност и на функционирање. Према сите прогнозите ствари, ја очекувам некаде средина на 26-та
максимум до крајот на 26, ако добро се пратиме и со инфраструктура и овој бран на побарување за транспорт, да полека се откачуваме од делот на субвенционирање, постепено субвенционирање на владата во делот на покривање на платен фонд. Едноставно мораше, према состојбите кои ги затекнавме од сите аспекти, мораше да у наредните година дена да имаме таа поддршка за да може побрзо од приходната страна ги затвараме нагомиланите долгови Колку од беше? изминатите 5 Колку години. долг на след? 30,5 милиона евра на кон домашните. И? Па сега сме, мислам дека сме негде 10 или под 10. Меѓутоа најголем проблем што, али ајде да убаве ден од денеска, 70% беа долгот е направен од недомачинско, од непознавање на работите и вештачко само кон енергетскиот дел. Од оперативни активности е некаде 30 до 35%, и тоа од оперативни активности 30 до 35% кон добавувачи, затоа што едноставно не се плачува на никој. Тоа е тоа, Дејан Костиш, директор на Македонски железници транспорт. Благодарам на поканата. Ви благодариме за гостувањето, уште еднаш среќен роден ден и Ви среќна благодарам национална И на слава честитка. Свети Сава. и Свети Сава и честитка до сите сонародници во Македонија под повод на Савин дан. За многу години, слава Богу. Почитувани слушатели, убаво е кога има празници за описменување, затоа што сите ние овде сме обединети во нашата неписменост. Време е да се обединиме во нашата писменост. Еве, среќен празник уште еднаш. И од мене останете со 98,1 FM. Се гледаме утре, каде што ќе анализираме малку повеќе за новата геополитичка реалност која на Трамп, не го Балканот... споменавте денеска. Па доста му беше. Еве видов, Колумбија одбиваше да ги прими оние мигранти кои ги депортира Америка. закани со тарифите, Им се да. закани и сега председателот на Колумбија, лево ориентиран, на крај подпиша да и ефективно уште од денес ќе ги прима авионите Ама на САЩ. попушти и Трамп се предомисли за Светската здравствена организација. Да, се пишмали Сега не за знам што да му СЗО. верувам. Денеска едно збори, утре ги менува многу брзо Што ли ставува. имавме на канал 77 убава дебата, можете да ја најдете на YouTube канал ТВ. Да ги изрекламирам затоа што ние сепак ги доминираме и треба послабите да се помогнат. Значи, погледнете на канал 77 YouTube каналот, одлична емисија имавме. Јас, Толи, Богдан Илиевски и Ивана Јордановска. Среќа што не беше во живо, но убава дебата имавме. Тоа ни е целта на нашата мрежа, големите да ги помагаме помалите. Така. Да, во делот на радиото ние сме за канал 77 едно нокте, така што некој доминира онлайн, некој доминира офлайн и тоа е тоа.